Во кривичниот суд денеска треба да се одржи ново рочиште за подкуп во кој лидерот на СДСМ Зоран Заев е обвинет за примање подкуп како градоначалник на Струмица. На минатото рочиште одбраната побара изземање на обвинителот Владимир Милошевски од овој случај, бидејќи како што рекоа СЈО има предистражни дејства за монтирање на случајот против Заев. Јавното обвинителство за организиран криминал го одби барањето, а СЈО во соопштение појасни дека конкретно против обвинителот Милошевски не се води постапка, но дека отворило постапка за истражување на сомневања за монтирање случај против Заев. Парламентарното собрание на Советот на Европа на зимската сесија, што започнува денеска во Страсбург, ќе го разгледа извештајот за парламентарните избори во Македонија, што ги набљудуваше и негова делегација. Покрај извештајот за спроведените избори на дневен ред е и дебата за нападите врз новинарите и слободата на медиумите во Европа, за предизвиците и одговорностите на онлайн медиумите и новинарството, како и потребата да се стави крај на сајбер дискриминацијата и говорот на омраза на интернет. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека наскоро ќе разговара со лидерите на Канада и на Мексико за северноамериканскиот договор за слободна трговија нафта. Трампова го изјави обраќајќи се на персоналот во Белата куќа на вториот ден од преземањето на функцијата. Нафта стапи на сила пред 23 години, а Трамп во текот на кампањата рече дека ако биде избран за председател, повторно ќе преговара за овој договор за да обезбеди поповолни услови за САД.